Драги сограѓани и почитувана јавност, ние денес се наоѓаме на истото место. Живееме во истата земја, но со друго име, каде што некогаш живееле многу млади луѓе пострекни од мене и од вас. Ако се навратиме 3 децении наназад, младиот човек во Македонија шетал во повеќе паркови, дишал почист воздух, се образувал во поквалитетен образовен систем, имал повеќе можности за вработување, повеќе се вреднувал интелектот и се наградувал трудот, и секој можел да си овозможи пристоен одмор. Додека ние младите денес чувствуваме голема неправда нанесена од државните институции, со тоа што го дишаме најзагадениот воздух во светот. Парковите ни ги уништи градежната мафија поддржана од криминогените политички елити. Живееме во руинирани студентски домови, а непотизмот и корупцијата ни се дел од секојдневниот живот. Додека ние, децата на работниците, на стечајците, на самохраните родители, чесно ги постигнуваме нашите успеси во текот на студирањето, децата на функционерите, синовите и ќерките на црвената буржоазија живеат во раскош врз грбот и потта на нас и на нашите родители. Каде е мотивот да се остане во оваа држава, каде што само 10% од дипломираните студенти се вработуваат по струка по завршувањето на студиите, а голем дел од нив со партиска книшка и со роднински врски. Се додека се подзаборава на социјалната правда, се додека владее непотизмот и корупцијата, и се додека се трошат народните пари за лични цели и за раскошен живот на децата на партиските функционери, ние младите немаме иднина во оваа држава. Затоа многу училишта се празни, многу семејства се збогуваат со своите најблиски, барајќи екзистенција и поспокоен живот во странство. Драга младино, пред вас ја гледате единствената надеж во оваа држава. Црвена младина и левица се трнот во окото на криминогените политички партии и единствениот политички фактор кој стои на нивниот пат. Затоа ве повикуваме да се придружите во нашата заедничка борба за подобро утре, бидејќи промената можеме да ја направиме само ние.